Премиерот Груевски, а и неговите министри ме повикуваат да одговорам дали јас лично сум давал тендери на мојот татко или на татко. Господине премиер, ви одговорам конкретно, јасно и прецизно. Не. Јас овој тендер го немам дадено на мојот татко или на мојот чичко. Институцијата која склучила договор со фирмата на моето семејство е детска градинка Детска радост. Таа институција има одговорно и службено лице кое не се вика Зоран Заев. Институцијата е под надлежност на општина Струмица, а целата постапка е спроведена во процедура што законот ја пропишува. Законот за спречување на судир на интереси и Законот за корупција јасно прецизираат кога и во каков случај има судир на интереси. Во овој случај нема ниту непотизам, ниту судир на интереси. Доколку имаше судир на интереси, а со тоа и кршење на законот, вашата власт досега ќе имаше поднесено кривична пријава и тоа најверојатно со мерка притвор за Зоран Заев. Господине Груевски, вие сте начело на владата, лично одговарате за работата на институциите. Ве повикувам, доколку постои било каква незаконитост во оваа постапка, тоа е јавно да го соопштите на јавноста во Македонија и да поднесете соодветни кривични пријави против мене. Господине Груевски, престанете да трошите огромни суми народни пари за да не наклеветите сите од опозицијата дека сме криминалци. Зарем не се срамите што во сиромашна држава, каква што ја направивте Македонија, само минатата 2012 година вашата влада потрошила најмалку 25 милиони евра народни пари за себе рекламирање по медиумите. Овој податок е констатиран во извештаите на ОПСИ и ОДИХР и на Европската комисија. Провидни се лагите, невистините и пропагандата што го следат вашето 7-годишно владење. Со кој образ вие, господине Груевски, говорите за непотизам и криминал? Вие што ја предводите најкриминалната влада во историјата на Македонија. Ајде сега ја да ве прашам нешто што е многу конкретно и од исклучително значење за граѓаните. Дали е непотизам назначувањето на вашиот прв братучет, Сашо Мијалков, за директор на ДБК? Дали со ваквата поставеност на Мијалков му овозможивте да има неконтролирана моќ, да се е страв и трепет во цела држава? Дали Сашо Мијалков е создавачот на вашата криминална олигархија, која според некои проценки има стекнато личен капитал во вредност од фантастична 1 милиарда евра? Дали во овој случај Никола Груевски и Сашо Мијалков имаат судирни интереси и заеднички семеен бизнис интерес? Дали е непотизам и судирни интереси, господине Груевски, назначувањето на другиот ваш братучет, братот на Сашо, Владко Мијалков, за советник на директорот на Македонската царина, со задолжение во име на фамилијата да ја организира и контролира целокупната трговска размена во земјава? Дали, господине Груевски, поставувањето на вашиот кум, Зоран Ставровски, за газда и трошач на парите на граѓаните по ваша наредба на браточедот Мијалков е нормална практика или тоа е невиден скандал? Дали вие, Мијалков и Ставревски, сте мозокот на операцијата во која последните се повеќе од 3,5 милиарди евра народни пари во непознат правец и во приватни джебови? Ова е грабеж од епски размери што го разори македонското стопанство, ги упропасти домашните компании, а на граѓаните им натовари тешка сиромаштија. Господине Груевски, 8 година ја водите државата. 12 години сте на власт во Македонија. На овие, но и на многу други прашања ќе мора да одговорите. Кога тогаш? Господине Груевски, наместо да се срамат вашите министри и да повикуваат нивни колеги од Косово на телевизиски дуел, кои не ги удостојуваат ниту со телефонски разговор, јас ве повикувам вас. Соберете храброст и прифатете на домашен медиум, пред очите на јавноста, да ги соочиме фактите и аргументите. Па граѓаните нека пресудат кој е криминалец, а кој честно ја извршува својата функција.
Јас сум тука, господине премиер, достапен во секое време за надлежните институции. Ниту имам што да кријам, ниту пак вие ме исплашивте спектакуларните апсења и заканите кон мене, изречени при ставање темели на затворската установа. Господине Груевски, не ви се плашам, туку ве сожалувам. Распадот на вашиот режим ја оптеретува вашата свест со сеништа. Гледам, јас сум новото ваше сениште. Сеништа во семејството, сеништа во опозицијата. Панично стравувате дека и едните и другите ќе ви ја запечатат судбината.